Манифест за единствена Република Македонија промовираше денеска ВМРО ДПМНЕ. Документот се состои од начела и принципи кои државата ќе ја водат по еден просперитетен пат, национално обединување на сите граѓани, верски организации и партии и останати општествени чинители. Документот се заснова на 4 долгорочни принципи. Првиот е обединување околу националниот интерес, вториот интеграција во едно општество, третиот принцип владење на правото за успех на државата и четвртиот принцип е пазарна економија за подобар стандард на секој граѓанин. Земја која што представува единствена матична земја на македонците, каде обединети живеат сите граѓани, заедно со деловите од албанскиот, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите граѓани, им припаѓа подеднакво на сите граѓани без разлика на потекло, вероисповед и мајчин јазик, а преку неа сите ќе се здружат со сите балкански народи во обединета Европа. За реализација на оваа мисија од ВМРО ДПМНЕ истакнаа дека ќе се водат од долгорочни принципи. За обединување околу националниот интерес потребно е воспоставување на редовен диалог меѓу секоја власт и опозиција, за прашање од национален интерес, зачувување и промоција на националниот, културниот и јазичниот идентитет на македонците во земјава и надвор, членството во Европската унија и НАТО како заеднички интерес. Со цел да се обезбеди поефикасна меѓугранична соработка, корисно е формирање на европски регион помеѓу Македонија и соседните земји за подобро користење на европските фондови. Во однос на името и надминувањето на овој спор, сакаме да нагласиме дека нема да се прифати промена на уставот со цел промена на уставното име на Република Македонија. Нема да прифатиме идеи и предлози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, засебноста на македонската нација и македонскиот јазик. Нема да дозволиме кое било решение да биде прифатено од страна на политичари и поединци, влада или собрание, без претходно за тоа да се изјаснат македонските граѓани на референдум. А при тоа мнозинството граѓани кои ќе излезат на референдумот да се согласат со можното решение. Почитувањето на уставното уредување и законите на целата територија без селективност е предуслов за успешна држава. Културата на законитост и на почитување на законите, доверба во правниот поредок и лојалност кон државата се клучни за владење на правото, рече Илија Димовски. Согласно Уставот во Република Македонија, суверенитетот произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните. Тој нагласи дека граѓаните власта ја остваруваат преку демократски избрани представници, по пат на референдум и други облици на непосредно изјаснување. Сите избрани и именувани функционери имаат обврска за отчетност при извршување на државните задачи. За напредок на државата секако потребна е долгорочна политичка стабилност во Република Македонија. Тоа може да се постигне преку мерки за политичка поголема стабилност, како на пример бонус од 20 пратеници за победникот на парламентарните избори во рамки на сегашниот број на пратеници и согласно Уставот, или пак како втора алтернатива воведување на мнозински изборен модел на цела територија на Република Македонија. Димовски истакна попис да се спроведе без одлагање со цел квалитетно планирање на политиките како и за конструктивен диалог на меѓуетнички теми. Неопходно е и национално обединување околу целите за подобра економија, повисок раст, повеќе инвестиции, поуспешни претприемачи, новоотворени работни места за нашите граѓани. Докажавме дека тоа е возможно со создавање на над 160.000 нови работни места и неопходно е да се опстои на тој курс. Обединување околу реализирање на идејата за пазар на кој секоја индивидуа ќе може да си го најде сопственото место, начин на обезбедување на екзистенција, простор за борба за подобро утре, за посреќно семејство. Главни елементи на планот на економијата треба да бидат пазарното стопанство, конкуренцијата, надпреварот, можноста за избор, личната одговорност. Ова се долгорочните принципи за кои ВМРО ДПМНЕ ќе се залага. За краткорочните цели е патоказот за излез од тековната политичка криза. ВМРО ДПМНЕ смета дека манифестот е отворен документ кој нуди решенија за клучните стратешки прашања во државата, за долгорочен и среднорочен план. ВМРО ДПМНЕ е подготвена за дебата и се очекува и СДСМ и останатите општествени чинители да го прифатат и да излезат со свој став.